Ваква панорама, со уште повеќе езера, во Македонија имало пред околу 25 до 30 милиони години, кога биле во тек крупни тектонски собитија. На многу места започнале да се спуштаат големи комплекси од територијата на Македонија и во нив постепено да се формираат помали или поголеми езера. Ова формирање на котлините пред околу 25 до 100 милиони години било условено од растеретувањето и слабењето на притисокот кој доаѓал од запад во еден период околу 10 милиони години во текот на миоценот, период кој му претходи на плиоценот. Поради притисокот во земјината кора, што доаѓал од запад и траел скоро 10 милиони години, територијата на Македонија е набирана и издигана, па поради тоа немало услови да се создадат котлини. Кон крајот на миоценот, овој притисок престанувал и тлото се растеретувало, и како последица на тоа се спуштале по одделни делови на нашата земја и се формирале котлини во кои се акумулирала вода и се создавале езера. Езерата представуваат во геологијата краткотрајни периоди, тоа се потолини исполнети со вода, во кои се врши седиментација и брзо ги заполнува. Таа краткотрајност во геолошки смисел изнесува 15 до 20 милиони години. На оваа карта се реконструирани старите плиоценски езера на Македонија. Како можеме да видиме на неа, некои од нив биле далеку поголеми и поубави од денешните наши езера. Како пример за овие езера можеме да ги земеме големото Пелагонско езеро, големото Скопско езеро, големото Тиквешко езеро, големото Велешко езеро, а помали езера биле Криволакавичкото езеро, Радовишко-Струмичкото езеро, Валандовското езеро, Полошкото езеро, Раечкото езеро и други.
Денешните наши езера, Охридското и Преспанското, биле поголеми скоро за една половина. Тие биле проширени кон север, а теренот каде што се денес Охрид, Струга и селата, бил на дното на тогашните езера. Тие не само што биле поголеми, туку биле и подлабоки. Така Охридското езеро било подлабоко за 50 метри и неговата длабочина изнесувала 350 метри, додека со денешната длабочина од 295 метри, Охридското езеро се уште го држи рекордот на најдлабоко езеро на Балканскиот полуостров. Помалите езера биле многубројни. Меѓу нив се Делчевското езеро, Валандовското езеро, Витолишкото езеро, Кичевското езеро, Изворското езеро, Дебарското езеро, Славишкото езеро, Пехчевското езеро. Меѓу најмалите се езерата кај Пробишти, Рожден и други. Некои од езерата имале многу разгранета брегова линија, како на пример Бабунското езеро, Раечкото езеро, Кичевското езеро, а некои пак имали и острови, како на пример Бабунското, Раечкото, Витолишкото и други. При едно вакво изобилство од прекрасни и неповторливи езерски пейзажи, многу интересни сведоштва кои се зачувани до денес во нив и многубројни корисни суровини што ги содржат седиментите што се таложеле во нив, тешко е да се определиме на кое езеро да му го посветиме нашето внимание. За секој од нив може да се зборува и да се сними посебна емисија интересна од повеќе аспекти. Но ние се определивме само на неколку. Поопширно ќе говориме за големото Скопско езеро и за големото Пелагониско езеро, додека на другите ќе се задржиме само накусо. Овде стоиме на седиментите на големото Скопско езеро составени од лапорци и песочници. Тие се сведоци дека бар до оваја висина, ако не и повисоко, се навоѓале водите на големото Скопско езеро. Кога се таложеле овие седименти, човекот не постоел и не можел да ја наблюдува прекрасната панорама на синилото на водата на Скопското езеро, што ја исполнувало целата Скопска котлина до реката Пчиња на исток. На југ било втеснето меѓу Вардар и Пчиња, на запад ги заплискувало падините на Китка, Водно и Сува гора, а на север го ограничувала Скопска Црна гора. Имало повеќе заливи и полуострови, а најинтересен бил полуостровот Водно, меѓу Скопското езеро и заливот на Она во Маркова река. Кон југ и југоисток, Скопското езеро се поврзувало со големото Велешко езеро, за кое подетално ќе стане збор во една друга емисија. Создавањето на Скопското езеро е условено од неравномерното спуштање на голем блок од земјината кора, врз кој денес лежи и Скопје, под длабоки пукнатини раседи. Некои делови од овој блок се спуштени од височина која би одговарала на височината на Скопска Црна гора, 1500 метри, па до нивото на морето. Некаде потонал и повеќе од 1600-1700 метри. Врз олку спуштениот блок се акумулирала вода и постепено се формирало Скопското езеро во границите што ги спомнавме. Врвовите околу езерата биле високи до 900 метри, кон Скопска Црна гора, а на југ по должината на расадната линија, на планините Водно, Осој, Китка, се извишувале до 500 метри. На исток се ширела благо разбранувана степска рамнина и езерото комуницирало преку Катлановскиот езерски канал со Велешкото езеро. Во овој басен, кој што во почетокот не бил целиот исполнет, посебно во неговите крајбрежни делови, се создале плитки мочуришта
kaj Katlanovo, Ljubin, Zelenikovo, Mojinci i drugi, so bogat rastitelен svet, so čijeta loženje vo specifični uslovi, vo tek na 100.000 godini se formirale sedimenti na treset, jaglen, od koji so preobrazba se sozdadoa na odjališta na jaglen, lignit, koji što gi ima na mnogu mesta vo Skopskata kotina, ili po bregovite na jezerski od basen. Во нашите средношколски удžбеници и во удžбениците за основно школо многу често се дава врло симплифицирана и ненаучно објаснување за постанокот на јагленот. Се вели дека во минатото растеле огромни шуми кои биле затрупани со земјотреси и од нив настанал јагленот. Това не е точно објаснување, затоа што постанокот на јагленот е геолошки процес кој настанува во едно долго геолошко време со 100.000 години и се потребни специјални условија. Потребно е да мочуриштето биде плитко, горе има вода со кислород во која живеат растенија, а долу да имаме вода без кислород, во кој од кога ќе изумрат паѓат растенијата и се образува еден мил кој е богат со органска материја и кој представува почетен стадиум на создавање на јаглен. Това се така наречени тресети кои и овдека се образуваат, а од нив после настанува лигнит, мрк јаглен, камен јаглен и најпосле антрацит. Може би малкумина знаат дека на некој од овие наоѓалишта е вршена експлоатација на јаглен, како на пример кај Катланово и Нерези. При оваа експлоатација во Нерези се пронајдени остатоци од мамут што живеел при крајот на миоценскиот период, што зборува за почетокот на создавањето на Скопското езеро. Наоѓалиштата на јаглен во Скопскиот басен се детално испитани и според нив кај Катланово постојат доволни количества резерви што можат долга низа години да го греат цело Скопје и да даваат електрична енергија. По создавањето на јагленот, во тек на многу 100.000 години, се таложеле огромни количества финозрнести седименти во кои се измешани глина и варовничка материја со прослојци на песочници и варовници. На некои места овие седименти се добра сировина за добивање така наречени цементни лапорци, од кои се прави цемент. Таков е случајот на Усје, каде што работи една од најголемите фабрики за производство на цемент во нашава земја. Резервите од оваа суровина се скоро неисцрпни, а се наоѓаат не само во околината на Усје, туку и на многу места во седиментите на Скопското езеро, па и во многу други езерски басени на Македонија. Како се создала оваа суровина не е многу јасно, не само во овој регион, туку воопшто. Но се смета дека таа се создала во подлабоките водни басени, односно кога Скопското езеро се наполнило со вода до своето највисоко ниво, до 500 метри надморска височина. Но, како и да е, овој седимент е корисна суровина не само за добивање цемент, туку и за изработка на керамички производи, доколку е побогат со глина. Во големото Скопско езеро, на многу места, во крајбрежните делови, например во заливот на Маркова река, кај Катланово, потоа кај селото Кожле на северните падини на Водно, се таложат убави стенозрнести чисти песочници, поретко составени исклучиво од кварц. Од овој минерал се изработува стакло,
ако га е многу чист и кристално стакло. Неодјалиштата на ваква суровина се многу ретки. Веќе многу години ова неодјалиште ја снабдува фабриката за стакло од Скопје. Со оваа суровина и од него се изработува кристалното стакло со одличен квалитет. Ова наоѓалиште е настанато во заливот на Маркова река, во еден негов дел, што бил обкружен со карпи богати со кварц. Но дека во истиот залив постојат и други огромни наоѓалиште на кварцен песок, но не со таков квалитет како оној кај селото Соње. Вакви наоѓалишта веројатно има кај селата Кожле и Катланово. Додека во заливот на Маркова река се таложеле песочници, на многу места по крајот на Скопското езеро се формирале многу интересни седименти со убава златно-жолта боја, кои народот ги вика бигор, а се познати уште и како травертин. Како пример на вакво создавање на бигар, ни служи и современото создавање на бигар овдека кај Косоврашките бањи кај Дебар. Овдека имаме создавање на бигор со сите негови шуплини кои се настанати од билки кои паднале во него и изгнијале. Во Карлови Вари исто така, ако ставите еден трендафил, тогај од трендафилот после известно време ќе настане трендафил од бигар. Така да имаме потполно заменување на трендафилот со калциум карбонат, со бигар. Поради овие шуплини, травертинот е добар топлотен изолатор и од него се направени многу објекти во Скопје. Денес се извезува во многу земји во светот. Едни од најстарите објекти градени од травертин се римскиот аквадукт кај Визбегово и символот на Скопје, камениот мост на реката Вардар. Овој убавец, граден во почетокот на турското робство, кој со своите лакови елегантно ја премостува реката Вардар, не еднаш им одолеал на силните земјотреси и на големите поплави. Со натамошниот развој, Скопското езеро го достигна своето највисоко ниво, според некои геолози и до апсолутната височина од 900 метри. Ако е ова точно, тогаш постоела можност многу езера преку ракавци, па и пошироко, да комуницирале меѓу себе и во тоа време да формирале едно огромно палеомакедонско езеро во кое биле споени Скопското, Тито-Велешкото, Овчеполското, Радовичко-Струмичкото и други помали езера. Разбивањето и истечувањето на ова големо палеомакедонско езеро се случило во Квартер, период кој е помлад од Плиоценот, односно пред 1.000.000 години, по пробивањето на реката Вардар. За кањонот на Демир Капија, уште како дете, су слушал легенда од дедо Ѓорѓи, кој расправа дека овдека некој пат било големо езеро. Меѓутоа, дошол крале Марко, лут на нешто, замавнал со сабјата, овдека, ја расекол стената и водите на големото езеро истекле по долината на река Вардар. Ако сабјата и силата на крале Марко метафорично ја сватиме како силата на ерозионите сили и тектонските сили на земјата, тога и во легендата сето останало е вистинито. Вдолж на реката Вардар истекле водите на големото езеро со спуштањето
на нивото на Егејското море, така да големото Палеомакедонско езеро се разбило на полно помали езера, кои понатаму наполно истекле во Егејско море. Големото Скопско езеро веќе не постои, како што не постои и најголемото палеоезеро во Македонија, големото Пелагониско езеро. Големото Пелагониско езеро било долго околу 70 км, а широко до 30 км. Имало многу раштенета брегова линија со бројни заливи, ракавци, острови и полуострови. Се наоѓало на надморска височина од 800 метри, а било длабоко околу 200 метри. На запад граничело со Пелистер и Бигла, а на исток со Селешка планина. Кон југ се издолжувало и правило континуитет со големото Леринско езеро. Тоа ги миело бреговите избраздени од гранити, мермери, гнајсеви, најстари познати карпи на Балканскиот полуостров, стари над 1 милијарда години, а самото езеро било старо одвај 10 милиони години. Се навоѓаме на дневниот коп на Суводол, кој дава јаглен за поносот на нашата енергетика за термоелектраните во Битола. Овдека гледате јаглен, а над него јаловина која треба да се симне за да се дојде до тој јаглен кој се употребува во термоелектраните. Овдека гледаме како гигантски машини ја преоруваат земјата и до 70 метри длабочина, за да дојдат до драгоцениот јаглен, од кој се добива електрична енергија, крвотокот на современата цивилизација. Во овој дел од големото Пелагониско езеро, во Плиоценот пред 10 милиони години, се создале нашите најголеми наоѓалишта на јаглен. Овде се создале такви резерви на јаглен, кои им овозможуваат работа на термоелектраните Битола за повеќе десетици години. Треба да се напомне дека овие термоелектрани во текот на една година ќе даваат 3 пати повеќе електрична енергија од сите досега изградени хидроцентрали. Битолскиот јагленов басен е формиран во источните крајбрежни делови на големото Пелагониско езеро. На југ, на територијата на Егејска Македонија, се протега исто така големото Пелагониско езеро. И овде се формирани големи наоѓалишта од јаглен, на кој е изграден најголемиот енергетски комплекс на Грција. Се поставува прашањето: дали се формирани јагленови наоѓалишта и во други делови на големото Пелагониско езеро, освен оние кај Суводол? Пелагониското езеро било огромно, но јаглен се формирал само во некои делови на плитката крајбрежна зона, каде што условите за создавање биле поволни. Потенцијалната зона на големото Пелагониско езеро не е засега доволно истражена, така што може да има пријатни позитивни изненадувања во иднина. Например, кај селото Кривогаштани, на многу голема длабочина, се надупчени дебели наслаги на јаглен, но поради големата длабочина, нивната експлоатација засега не е економична. Над јагленовиот слој во Суводол се наоѓа и голема наслага на трепел, минерална суровина изградена од силициум, што има широка примена во индустријата за филтри, огноотпорни тули и друго, но засега оваа суровина не се користи. Интересно е да се напомне дека во пепелта на Суводолскиот јаглен е концентриран реткиот и скап метал берилиум, што се користи за специјални конструкции во авионската индустрија. Поради тешката технологија, овој метал засега не може да се експлоатира.
Кусото време не ни дозволува да ги изнесеме сите детали за обликот, големината, морфологијата и за сите корисни суровини што ни ги нудат нашите исчезнати езера. За секое езеро е врзана по некоја корисна суровина и секое од нив е посебна приказна. Не сме во состојба да ги наброиме сите корисни суровини што ги кријат нашите исчезнати езера. Некои од нив се експлоатираат делумно, како јагленот, кварцниот песок, цементните лапорци, травертинот, бентонитот, диатомејската земја, глината и каолинот, кварцот и друго. Од нашите исчезнати езера се уште не се користат доволно јагленот, лапорците, битуминозните шкрилци, травертинот, ониксот, диатомејската земја, глината и каолинот, кварцниот песок и друго, како и реткиот елемент берилиум. Се поставува прашањето, дали само овие корисни компоненти ги кријат во своите наслаги? Сигурно е дека се уште малку ги познаваме нашите исчезнати езера и сите богатства што ги кријат тие. Затоа нивното проучување е потребно не само за да ја задоволиме љубопитноста како изгледала нашата татковина пред милиони години, туку и за да најдеме најпогоден начин за користењето на богатите минерални суровини што ги кријат тие. Денес Македонија ја наречуваат земја на езера и покрај тоа што има само неколку природни вештачки езера. Но овој наслов би одговарал многу повеќе во плиоценската епоха, кога нашата земја со своите сини води ја краселе повеќе од 20 езера. Некои од нив со својата убавина и живопис ги надминувале и денешните наши езера.